Со програмата за комунално уредување во општината Чешиново-Блешево се работи на неколку комунални зафати. Се гради канализационата мрежа низ населеното место Блешево, а изградбата на патниот правец од Теранци до Видовиште ќе значи живот за жителите од подплачковичките села. Бевме на теренот, ги видевме завршните фази. Во текот на овие денови треба да започне асфалтирањето на 1500 метра, со тоа што ќе ставиме една голема убава работа за општина Зрновци, кои веќе имаат мака со нивниот мост што е паднат и со овој начин ќе стигнуваат побрзо до градовите што ги имаме во западниот дел, поточно Штип и Скопје што го имаме дел, а исто и во источниот дел. Се работи на поврзувањето на селата Жиѓанци и Пишица од двете страни на Зетовска река. Мостот на реката е изграден, останува двете општини да вложат финансиски средства за асфалтирање на патот од 1 километар од двете страни на мостот. Ќе започнеме и другата регионален пат, тоа е патот од село Жиѓанци, поточно до село Пишица. Тука е веќе завршена фаза, например, направен е мостот веќе на оваа делница во должина од 57 метри, со тоа што остануваат некаде околу 2 километри асфалтно поврзување. Се надам дека во текот на овие денови ќе започне таму асфалтирањето, со тоа што ќе вклучиме 3 општини, тоа општината Провиште, општината Чешиново-Блешево и општината Кочани. Понатамошни работи исто на овој пат веќе е предвидено да се направи и пропустот на кај местно Соколарци или поточно кај млекарата кај Соколарци, со тоа што ќе имаме и асфалтирање од самиот мост што го имаме на каналот на одводниот канал до центарот на село Соколарци, и тука имаме некаде должина од 300 метри, со тоа што овој пат ќе има и мала реконструкција и се надам дека граѓаните и побрзо ќе стигнуваат до општина Провиште, вклучително и малку рестартување на магистралниот пат А3. Инаку на територијата на општина Чешиново-Блешево ќе минува и делницата од експресниот пат Штип-Кочани. За активностите Личков истакнува: експресниот пат е веќе во фаза на проектирање, веќе се испитуваат, значи и еколошките дозволи се прават, веќе се испитуваат и самиот терен, значи геомеханиката, како што најави владата на Република Македонија или поточно премиерот Никола Груевски, овој пат веќе треба да започне во втората половина од 2015 или поточно до октомври месец, и се надам дека една од големите траси што ќе поминува ќе биде општината Чешиново-Блешево. Поточни информации кои ќе се заврши проектот, ќе дадеме конечна информација дека ќе поминуваат главниот експресен пат. Инаку во општина Чешиново-Блешево започна исплатата на оштетените семејства од поплавите во месец февруари. Градоначалникот Личков најавува и обештетување на комуналната инфраструктура која настрада од поплавите.